најчесто учество на македонските револуционери на ВМРО, меѓу нив на пример на генералот Александар Протогеров е во масонските ложи. На пример Александар Протогеров, иако е член на Централниот комитет на ВМРО, прв другар и соборец на Тодор Александров, бил еден од големите мајстори на ложата Светлина, со седиште во Софија. Значи бил масон. Најзастапена е француското влијание кај масоните во Бугарија. Генералот Александар Протогеров, Кирил Парличев, во масонската ложа бил Ѓорги Баждаров, Ѓорги Кулишев. Тоа се луѓе од интелектуалната елита на ВМРО, членови или на раководството или на задграничното представништво на ВМРО. Тодор Александров не бил масон, немам таков документ, прочем и општо познато, не бил член на масонската ложа, ниту Ванчо Михајлов пак бил член. За Гоце Делчев немам најдо неа таков документ. За Даме Груев има некои документи, но тоа е веќе друго прашање. Важно, имаме голем број на македонски револуционери, членови на ВМРО, што се членови и на масонската ложа. Пример, штипскиот војвода Миша Развигоров. Тоа што е фактографски сигурно е дека македонските револуционери сметале дека членството во масонските ложи може да го потпомогне ослободувањето на Македонија. Тоа биле главните нивни мотиви за да станат масони. Не за некаков престиж, туку затоа што веројатно масоните ветувале некаква помош за ослободување на Македонија.